Театарот е најстарото огледало на човештвото. Тој не е само зграда или институција. Театарот е оној свет момент кога едно човечко суштество застанува пред друго и му вели: гледај ме, јас сум твојата вистина, твојот страв и твојата надеж. Тоа е уметност која се раѓа во моментот и во истиот момент умира, оставајќи трага само во сеќавањето на оној што гледа. Театарот е простор каде зборот мора да стане тело, а мислата дејство. Честопати мислиме дека тоа е само одраз на напишаниот текст, но големите мајстори не потсетуваат. Текстот е само загадка, само мит кој актерот мора да го оживее со својот здив. Но што е она што ја покренува оваа магична машинерија? Честопати се започнува со лист бела хартија и низа црни букви, драмскиот текст. Вечерва истражуваме што се случува кога теоријата ќе влезе во работилницата на уметникот. Дали драматургот е адвокат на писателот или е сива еминенција на академијата? Каде завршува зборот, а каде започнува магијата на движењето? Тој е драмски автор, драматург и сценарист. Драматург е и автор во театарот за деца и младинци во Скопје. Вечерва со нас Горијан Милошевски. Горијан, добре дојде во Трафика. Многу ми е драго. Студираше на филолошкиот факултет, ке ми беше колега за малку, но сепак заврши. Да. Јас бев во средно во Корчагин и кога сушност за еден патронен за патронатот требаше да се подготви представа. Професорката по македонски ме собра мене и еден другар од клас и рече: напишете нешто за патронатот, тука треба да се спреми некоја представа. Ама од таква една нарачка излезе огромна желба и еден буквално нескротлив дух што се разви кај мене за да создавам од нешто, од нула да создавам нешто. И сватив дека сум некако органски поврзан, имам доста афинитет кон пишувањето. Меѓутоа, требаше да чекам на 4 години е класата, кога завршив во Корчагин, требаше да чекам цели 2 години да седам така. Не можев, завршив еден факултет англиски јазик книжевност како преведувач и секако дека јас се уште работам превод, гледам да е сродно, да е поврзано со драмата, со сценариото. Најчесто тоа преведувам и мојот театар повеќето од текстовите драмски ги преведувам бидејќи гостуваме на фестивали. Меѓутоа и кога студирав англиски знаев, јас пак во себе во заден план чекав, бев на низок старт дека ќе треба да се подготвам за драматургија. И потоа кога го завршив едниот факултет, завршив како преведувач и татко ми мислеше: добро, конечно, сега второ дете вајда нема да се бави со уметност, затоа што сестра ми е пејачка, а студираше стоматологија, па заврши и анатомија и се, и си вика: ај со второ дете, тој па економист, ај се со второ дете ќе се разберам. Јас му викам: за една година ќе се запишам на драматургија. Што? Ти ќе умреш од глад. И тука жолчни расправи, ја не разбрав дека, не знаев ни до тој момент дека толку ќе се борам за нешто, а уште не запишан. Се запишав и да, навистина почнав да откривам некои аспекти од себе интересни и не дефинитивно не погрешив. Мислам, види, не е ништо така чисто. На еден начин го гледам и како погодена работа, но и како грешка во однос на сите проблеми што ти се случуваат. Пандорина кутија се отвара. Меѓутоа, на крајот на криштата многу е битно тоа што го работиш, и онака е нестабилни со општествата, на секаде се нестабилни. Многу е битно тоа што го сакаш, тоа да го работиш, зашто се бориш едноставно повеќе за тоа. Си ги создаваш шансите. Ќе почнам со твојот прв диплом, односно со твојот дипломски текст Хауситери се вика. Беше поставен во приватниот театар Театра во
во режија на Билјана Радиновска. Точно. И кажи ми зашто се работи за и во суштина какво е првото она прво чувство прв пат да се постави едно дело и колку е тремата. Одлично, особено затоа што беше тоа театар, независен театар и сите полетни вон институционална атмосфера се разбира поинаква е. Голема желба за работа, со Билјана имавме убав процес со актерите и драг ми е тој текст за кој што е се уште актуелен и во моментов на него се работи во Гостиварскиот театар и во процес е се уште подготовката на представата. Тоа е во принцип приказна и за подлабоко за еден сервилен карактер што го носиме ние и на Балканот, ами особено во Македонија. Нормално приказната се осврнува на луѓе, маши, жена со мало детенце кои што се мачат да заработат нешто, се мачат да му обезбедат на талентираното дете некое подобро образование во иднина и условени се од поимотни луѓе, кај што се вработени, конкретно мажот во парот таткото, на кој што постојано како што многу луѓе му се ветува покачување и така натака друга позиција, меѓутоа ништо всушност не се случува и само ги експлоатираат луѓето бидејќи тој е програмер, а да не знаеме не само програмерите и воопшто како експлоатираат луѓе. Меѓутоа за толку се посветени на таа идеја да му помогнат на нивното дете и да дојде тој до некоја нормална позиција, да добие покачување, што работат како слуги за шефот и неговата жена, шефот на мажот и работат буквално ги шетаат нивните мачки и чуваат нивните риби, им го чистат станот, им ги мијат садовите, а тие одат скијат на Алпите и до тој степен се сервилни. Ама еден ден се превртува наопаку и тие разбираат дека нив им е бомбардирана, узурпирана нивната интима, приватност и се, и нештата добиваат сосема поинаков тек. Тоа треба да се види. Да, во Гостивар кога ќе биде завршено, Костин ќе бидеш, многу ќе ми биде драго. Твоите текстови опфаќаат баш токму такви социополитички контексти, длабоки скриени сфери на човековата природа и за представата како се прави човек, сега во режија на Хана Миленковска, ги опфаќаш, каде што ги опфаќаш токму тие сфери на човечките стравови, освои Гран При на фестивалот Лица без маски во 2019. Зошто овој вид теми и што те води при пишувањето? Гледај, тоа што те води, да, добро прашање. Добро прашање, да. Секако маркантни работи, актуелни работи, битни ми се. Сега, јас има различни природи, различни пристапи кон театарот. Некој може да преземе некои бизарни, интересни микростории и да ги крене на некој макро ниво, меѓутоа да бидат да немаат никаков контакт со моменталната политика или можеби некој социолошки аспект ќе имаат, а меѓутоа со моменталната политика во светот и така и глобалната слика политичка нема да имаат никаков контакт. Не ни бара публиката секој пат да има контакт, се разбира, не е ни потребно да се силува театарот само со теми кои што па мене ме засегаат ангажирани текстови и така натака. Меѓутоа јас живеам со луѓето, јас ги живеам тие проблеми. Јас спомна дека театарот е огледало и сега ако е театарот огледало, јас преку мојот дух го намирисав, го видов тоа огледало како една што е можно повеќе аналитична слика на тие социополитички аспекти. Оти сега многу лесно може да се прејде во доле влада, да ти се плукна во ова, да се плукна. Тоа е, значи тогаш се лимитира човек и ништо не прави само сензација, некоја што
фрла трошки. Нема вистинска критика во тоа. Кокетира само со публиката. Не, со публиката секако можеш да допреш до публиката на даде со и со јавноста, со јавноста. Можеш да допреш на многу по-темелен, многу по-аналитичен начин и преку духовитост и така натака. Ама ете, не знам од каде да почнеме, да почнеме од тоа што го работев со Мартин Кочовски за Домот се работи, каде се разгледуваат повеќе режими и нивните тоталитаристички диктаторски пристапи, а меѓутоа не се разгледуваат само режимите, туку се разгледуваат и поединците како се додворуваат на тие режими или контрираат и така натака. И сакам да кажам дека мене ми е секој пат тука не само што има драмски материјал во ангажирана драма, значи еден силен драмски материјал за бидејќи тоа се проблеми кои што им се случуваат на луѓето, туку е можност да се, пак ќе речам, да се погледнат од повеќе страни тие проблеми, а не како што пред тобако или на испраќање или во кафана секој знае да заземе само една линија, еден аспект, па ништо од темата, мислам само се преджвакуваат едни исти теории. Ова е убава можност за критика, за критика токму на тоа што велиш на глобалните политики во светот, на вистинската реалност која што ја живееме и која не се прикажува секогаш. Види, конфронтирачко е, има конфронтација и се тоа е како драмски материјал занимлив. И се многу е битно да се продре во психата на луѓето. Зошто ние се жалиме цело време за здравствениот систем само и докторите какви се што неспорно. И јас лично искуство и сегашно искуство со членови фамилијата, условите по државните клиники се лоши во многу оддели, некои се негде мрднати, лоши се и тоа е неспорно. Меѓутоа, само на тоа се фрла фокус. Каде е тука нашиот менталитет? На непотизам, на буткање во ред, на јас прв да завршам работа, ако изгубам 5 минути од животот и спремни до тепачки, караници, значи луѓето меѓу себе крвници знаеме да станеме едни кон други затоа што сме сепак сите обседнати со сопствените личните потреби. Човек на човека е волк беше, нели? Со лични потреби сме обседнати, а ние треба да делиме. Значи, ние се уште го имаме тој проблем како човештво и тоа ми е еден аспект кој што го е опфатен во сите представи што го работам, па дури и сега во Зла покоса. Што е Шепоти од вода? Шепоти од вода е ЕСФ психолошки трилер. Футуристички, дистописки. Да, научно-фантастичен, кој што е, апсолутно дистописки за деца кои што работат во рудник, пречистуваат бакар, изработуваат, пречистуваат руда за да да се добие злато и така натака од токсините кои што се користат средствата во рудникот не доживуваат, едва и доживуваат и 13 години тие се работи за многу мали деца кои што работат во рудникот и бегаат во еден момент со надеж дека ќе најдат некаква оаза, чиста средина, постои некоја книгичка, како некоја еден вид Библија што се дели во таа иднина, дека постои такво место. И тие патуваат и тие доаѓаат до едно место каде што има чиста вода, но не е се како што е напишано во книгата. И за време на нивниот пат, на нивното бегство, сушност им се трошат резервите на вода и се вртат едни кон други. И е сушност поставена во Струмица, Срđan Јанакиевиќ ја режираше представата. Се согласивме дека во Струмица тогаш беше и кога се постави представата актуелен многу проблемот со рудникот во Иловица што треба да се гради. Кој знае до каде е работата закочена, нерешена со сите пресуди од судови и така натака, меѓутоа јасно е дека корпорациите ќе ги буткаат своите проекти и ќе притискаат
да дојдат до тие ресурси и не се заинтересирани за тоа колку ќе биде загадена средината и како тоа ќе се рефлектира на идните и сегашните човечки животи. Кажи ми, за разлика од еден романописец или поет, чии книги завршуваат, да речеме, со нивното издавање, односно, нели, приватно се читаат. Кај вас, драматурзите, ликовите од тие текстови се раѓаат повторно секоја ноќ, односно при секоја изведба. Какво е чувството да ги пуштиш твоите ликови кои нели ги осмислуваш, ги создаваш за да бидат одиграни од актерите и режирани од режисерот на представата? Едва и чекам. Нема проблем тука, нема ништо. Мислам сега, на почеток, кога пишуваш активно и професионално, мислам, веќе на факултет е тоа професионално. Бидејќи на сите разговори со асистентите, со нашите професори, ти се случува едно конструктивно шиканирање. Мислам, те земаат и те рибаат затоа што знаат дека си млада, усвитена глава, која што само ќе се бори за своите ставови. Не е само тоа. Мислам дека секако ти ќе го задржиш својот став, меѓутоа нештото не само што треба да има форма, туку треба да има смисла и како што реков пред малку, да не биде лимитирано, да не биде еднострано, да биде причинско-последично, целото нешто да биде комплетно, да дава што помакне слика. Сега, уште тогаш, можеби да кажем во прва година бевме посебични од тој аспект сега што го спомнати, како ќе ги препуштиме нашите текстови на некој да ги постави, меѓутоа знаеш што, јас многу комуницирав со своите колеги на факултет и многу сакав, работев, мислам и како сценарист, па и уште повеќе на нивните испити и така се учи најмногу. Ниеден професор, ниеден факултет, мислам да, апсолутно апсолутно академиите се насока и ми помогнале професорите, јас сум им благодарен. Иако сум се израсправал со некој од нив и сум се натегнувал за некои теми, меѓутоа после зрееш и друга е дистанцата и сваќаш што се обидувал тој човек да извлече од тебе. Ти си благодарен. Мора да си благодарен зашто тој човек сепак трошал време, тој сигурно не ги напнал и своите нерви за џабе. И видел потенцијал, сакал да делува, сакал да обликува. Се гледаш ли никогаш како даскал, како учител што би учил други? Па јас како даскал имам едно искуство едногодишно со англискиот јазик и не ми беше лесно. Првен чинот јас можам, јас тоа можам да го изведам. И не е проблем, јас се подготвувам, се многу одговорно го сваќам тоа и секој час тогаш го сваќав одговорно и се подготвував дома. Ама има еден аспект во предавањето многу битен, треба секој пат да знаеш како да го пренесеш знаењето. Многу треба да знаеш како да го пренесеш знаењето. Тоа не се учи. Тоа не се учи. Да, и не се вежба лесно. И треба во принцип ние сме склони сите колку повеќе ќе се начитаме да филозофираме, не треба да филозофираш толку особено на деца или пак на помлади луѓе, туку треба да ги сите работи да им ги преточуваш со многу некои поедноставни примери и со многу хумор и духовитост. И сватив дека вау, за ова треба на вистина енергија, како што јас го разбирам, инаку ти можеш да излезеш и најповршно добро. Океј, кажи тоа, добро, доста е две речи. Значи, не, знам дека се одвива голем дел од предавањето и во многу земји, а и особено кај нас се одвива така. Ама јас не го разбирам така. И затоа треба вештина, треба духовитост, треба многу енергија и треба да располагаш со многу конкретни примери за да им ги доловиш нештата на луѓето. И тоа воопшто не е лесно, признавам. Дидаскали или упатства кои што ги ставате вие како драматурзи, ги пишуваш не само дејството на актерите, затоа што многу луѓе мислат дека драмскиот текст е само еден текст мртов кој што нели е вакво. Не, тука имаме
дидаскали упатства, каде што ти ги наложуваш и тишината каде, и движењето каде, или дали актерот ќе влезе накиснато дожд, или ќе влезе расположен или нерасположен, или со викање. Мене и односно целта на еден драматург и на целата представа е да се привлече вниманието на гледачот и да остане таму целата представа, нели? Прашањето ми е како ги склопуваш ликовите, како живеат тие ликови во твојата глава пред да ги ставиш на хартија и како решаваш каде се движат, во кои простори ќе се движат? Тоа е мозаик, кој знае од каде се собираат материјали, ќе видиш нешто во град, по улица одиш, си прочитал, си слушнал некоја песна, те поводил некој стих, 2-3 збора, се случила некоја караница, некој разговори, влечеш од секаде од различни извори материјали, се разбира дека имаш една нишка, нешто те води, некоја тема. Сега за во последно време, баш за здравството размислувам да работам на нов материјал. Да, ама баш така како што зборев, да видиме сега, да видиме двете страни, не? Сите страни да ги видиме сега. Не можеме само да фрламе копија на едната страна, сите да се видиме како луѓе како сме поставени и се тоа на пример ми е нишката. И сега, се слушаат примери, се читаат, разговори се од таму од кај што најмалку очекуваш може да собереш нешто, на пример, некоја клучна мисла. Значи тоа е мозаик, тоа се склопува, тоа никој не може да ти го каже. Јас не можам сега да ти го опишам до крај на емисијава. Мислам тоа е еден процес кој што трае во моментот. Ама интересно е дека идејата тлее во тебе, собираш, на пример јас така работам, собираш, размислуваш, слики, музика слушаш и во еден момент на вистина чувствуваш еден порив, еден повик на дивината дека екзекуција треба да се случи и почнуваш да пишуваш. Додека не почнеш да пишуваш, ништо конкретно немаш, се виси во воздух. Значи мора со работа. Тогаш сваќаш дека ова не чинело, ова е добро, но ова не можеш се држиш и така натаму. Значи мора многу конкретна работа и пишувањето. Те прашувам затоа што јас сум пишувал многу пати во животот. Имам почнато не знам колку и романи и се. Мислите ми бегаат, сакам што побрзо да запишам ова и затоа немам трпение затоа и те прашувам како тие ликови ги и дали твојата замисла е битно како има методи, значи се прават сега. Некој пат се прават, мислам почесто правам биографии на ликовите. Кој е мотивот, што му е проблем во животот, зашто се бори, значи кој му стои на патот, кои му се желбите и така натака и се прават биографии за ликовите. Но некогаш сум делувал така доста отворено, веќе ми течеле приказните во глава директно сум почнал да ги пишувам и потоа можеби испаднало дека и потежок е тој патот и после се филтрира, па се преправа, се препишува, ама па и секое пишување со препишување. Од првата верзија, не знам, треба да си Моцарт на пишувањето од првата верзија да излезе на таа на сцена. На вистина. Велат дека има генијалци на кои што можеби текстовите им доживуваат малку верзија, ама кога збориме за театарска и за филмска продукција, нештата доживуваат повеќе верзии, додека не се осигура екипата. Да, дека мора да проживеат низ неколку фази и верзии затоа што за да дојдете до нешто на вистина е. Јас сум правел по преку 20 верзии на само една сцена во сам процес на подготвување на представа. Така. Велат дека текстот, вашиот текст, драмскиот текст, односно еден вид партитура и дека сега ги чекаме изведувачите, сценаристите, ако има сценарио плюс на ова, ако има режисер секако, актери, па сценографија, светло. Кај Гротовски, нели полскиот драматург вели дека текстот не е најважниот дел, туку дека е за него е актерот важен и дека секој актер и режисер може повторно да исцрта таа мапа на самата сцена дури. Со собствена крв и пот, нели, собствените нивни доживувања. Дали ти сметаш дека текстот е тој господар или е слуга кој што треба да биде во улога односно да им се најде на актерите? Дали смеат да ти го адаптираат текстот
при изведување или сакаш Добро е да прашањето. И секој пат е битка помеѓу едното и другото. Секој пат е битка помеѓу едното и другото. Меѓутоа, со режисерот така? па не, викам воопшто. А сега јас како што сум се научил и како што ме води искуството, сум разбрал дека работиш филм, работиш театар, тоа е значи во колектив си. Така. Не си Не можеш ти да се правиш диктатор. Не, значи не ти едно е аргументирано и со нормално да застапуваш своји идеи и да образложиш зошто нештото е, така? зошто е таа база таква. Меѓутоа ако видиш дека нешто не штима во целата атмосфера, дури гледаш и на сцена дека тоа не функционира така и во самиот процес на додека траат читачките проби, разбираш дека нешто не звучи како што си го замислил и ако ти е оправдано, ти ќе треба да го менуваш. Затоа што повторно нема да имаш комплетен производ на крај. Нема да имаш производ што ќе допре толку успешно до јавноста и до публиката. Јас. Значи мора да се научиш да адаптираш, мора да се научиш и на компромиси, и на условно кажам, и компромиси, не, ајде да кажам најноставно мора да разбереш дека заеднички е трудот. Заеднички е трудот. Ти нудиш една база, еден материјал. Ако си понудил нешто што на вистина функционира во многу сегменти на сцена и на пробите, ќе ти го задржи екипата. Така. Нема да ти го отфрли ниту режисерот, ниту актерите. Јасно. Ќе го прифатат. Меѓутоа ако наоѓаат негде пропусти, и ако треба да си доволно голем да разбереш дека се пропусти, мора да се Точно така, да се преработат тие. Не, види сега има и други ситуации. Не е пропуст, па нека коментира затоа што Не му се допаѓа не, ништо, едноставно субјективно не му се Да. допаѓа. И поради тоа избиваат проблеми и објаснувања. А сега тука е режисерот битен и тој треба да пресече. Детскиот театар, ајде да одиме на она што ти е твое сега, нели, работиш во детскиот театар одамна, си нивни постојан драматург, пишуваш текстови. Во суштина е слика во движење. Детскиот театар не е едноставен како овој театар каде што критички ќе се осврнеш кон нели општеството или човековата природа. Тука имаш најтешката публика на светот, на која мора да и го задржиш вниманието. Затоа што добриот детски текст веројатно има слој за детето да биде едуцирано и да научи нешто, но и за на родителите што се со нив да не им биде нели ултра здодевно додека гледаат. Кои се техниките за да успееш сега нели да ги направиш овие дела да бидат интересни за најпрвин за децата? Прво, паралелни светови се и многу е откачано. Како царот Ѓорѓе Колозов што го слушав на емисија. Човекот кажува, вика сега са бајле, вика сум крт во една радиодрама, вечерта Ричард Трети го игра. И јас, значи, буквално така ми се дели работата. Значи сега одеднаш пишуваш том со Ераваму си работел нешто шепоти од вода, сериозна приказна, деца експлоатирани во иднина и така натака. И голем премине, меѓутоа јас сакам деца, јас имам дете и многу ми е драго дека имам дете, му се радувам и тоа дете е многу живо, енергично, игриво. Затоа и стави име Срна. Како што сакав и дадов име Срна. И да, право срце многу е дружелюбива и бидејќи децата во принцип сакаат многу игри и сакаат да ги придвижи материјалот што го гледаат и тука има една денес уникатна прилика театарот, бидејќи се многу изложени на екрани и на дигитални формати, ова се случува непосредно пред нив и ги гледаат емоциите на актерите, дикцијата тука се ги слушаат, пред нив се случува и жива работата и има голема убавина и тука не смееш да погрешиш, треба јас не мислам дали ќе погрешам, туку јас едноставно гледам да има многу хумор, да се едуцираат децата, бидејќи сепак театарот за деца и младинци е еден од темелите образовни, културни од таму поаѓа се. И секој театар. Ама сега особено затоа што деца од 5 години доаѓаат и
Ако ги научиме сега на 5 години, ќе бидат потоа и во драмски Многу е театар. битно како ќе се инспирираат со какви слики, со какви идеи ќе им се влие. Се затоа и Златокоса кој што ја работевме е битно да се каже на децата дека се заедно во овој свет и треба да делат едни со други и треба да се почитуваат и деца и родителите ги имаат испуштено, значи веќе изгубене било каков ракурс кон децава затоа што се целосно испуштени, никакви манири немаат, однесувањето им е на многу критично ниво. И затоа направивме представа во која што едно невоспитано девојче го воспитува фамилија мечки. И таа беше идеја на режисерот и коавтор, заедно сме автори на текстот, на Драган Довлев. И му благодарам што ја сподели таа идеја, ме заинтригира многу. Ме заинтригира дека еден вид на зверови припитомуваат човек. Ама не е само тој аспект, најбитен е овој дека го учат детето како едноставно да дели со другите. Како љубезно да се однесува. Бидејќи сега да бидеме реални, многу се агресивни дечиња. Многу изложени се на многу насилство. И затоа ние како театар тука сепак треба да изиграме едукатори, улога. вие сте првите, апсолутно имате една огромна улога која што е многу важна, да токму ова да ги не е само со оваа образоват. представа, се разбира дека и со други сите представи и представи, натака ние ќе да. се трудиме исто ова да го правиме. Кажи ми, велиме најискрена публика и најтешка публика, имало ситуации кога, например, деца насред представа дофрлаат, стануваат? Редовно Да, тука. така? Црвенка, па волкот, ја брка, ловецот, тие сите навиваат. Која било представа, стануваат одеднаш, некој лик се крие во самото дејство од представата, тие го откриваат децата, таму е пипелашка, ваму е на макејата, ја пуштаат во погрешна насока да не ја најде. И се случуваат многу смешни работи со децата, се мила публика и може да бидат многу благодарни ако им понудиш содржина што ги вклучува, ги држи будни. Се трудиме тоа да ги направиме. Тоа Така, е во овој театар метлата може да биде коњ, чаршафот да биде море. Да, па тоа е убавината, многу шета фантазијата, многу како на еден вид цртан филм меѓутоа на сцена. Да. Затоа што дадени ти се немаш толку правила. Немаш на вистина. Сега прашањето ми е колку години имаш кога го пишуваш тоа? Во кои моменти се спушташ од себе за да нели направиш нешто што ќе биде цртан филм за децата, што ќе биде толку забавно? А да избегнеш инфантилноста исто е многу. Да, не, никако. Не, па колку години имам? Имам колку што имам сега, ама јас сум ти еден човек кој што се уште се смета себе си за млад и имам доста детски дух и драго ми е што го имам и можам и на детето да му го пренесам и можам да го пренесам тоа во представите. И имам години колку што имам во моментот, меѓутоа срцето изгледа, знаеш, душата е некаде многу назад и мозокот е спремен да разигра, да создаде, да креира некои ситуации во кои што нема да се потцени детето, нема да му се зборува со детски, некој патронизирачки, така. некој лош, значи погрешен пристап нема да има и тон, туку за мене децата се другари. Другари се. Види ја што имам запишано. Јас не ги гледам како деца, тие се другари, на кои што сега едни посебни другари, јас сакам на нив нешто да им кажам сега. И ги третирам како другари. Не смее да постои доза на инфантилност. Види како имам запишано. Нема да зборуваме за литература за деца, туку за литература за мали човечки суштества. Да. Значи не ги третираме како тие се помалку од нас или се туку не, напротив, рамни на нас, но оние што треба допрва да ги научиме на работи, нели? За големи теми како стравот, патувањето, пријателството, воспитаноста, нели? И тоа што спомена сега, споделувањето да биде едно од главните, нели, адути на децата. Сега, кога
ако треба да адаптираш лик за детски, ајде Дон Кихоте да речеме еден лик кој што може да се симне многу, но кои моменти се потребни за да се адаптира за најмладата публика едно дело, да речеме за возрастни? Како тоа го, значи кој ќе биде срцето на таа приказна, како би го симнал тоа во да се представи за деца? Тоа е во тесна соработка со режисерот, треба да се изнајде начин колку и како ќе се влијае на приказната, дали структурално ќе се влијае, значи се разбира дека мора да се адаптираат работите во духот на детски театар, каде што ќе има песни, ќе има пак и забава на сцена, ќе постои многу хумор и ќе се кажат важни работи на јазик кој што децата го разбираат, но не е сведен на инфантилно ниво. Значи специфично е. Тоа е нешто што за кое што се добива, се развива тоа чувство и пристап со текот на времето и со многу работа, но уште на почеток мора да признам дека мене не ми беше проблем затоа што тие се за мене другари, дојдени тука и како што реков, многу е слично со предавањето. Треба, значи, бидејќи често се предаваат некои апстрактни работи, треба со конкретни примери да им го пренесеш тоа на луѓето и на децата треба многу едноставно да им го пренесеш нешто, некој филозофски аспект што постои во делото, ти треба многу едноставно да им го пренесеш. Да им се објасни, да. Автор си на Пепелашка, по мотиви на Шелперо, Гига Мега бајка, супер бајкастично, Том Соер, Мачорот во чизми, Златокоса, Што е силеџијата. Тоа имам запишано дека сте битно дека сте едукатори и морате да мислите на тој дел од работата. Горијан, ни се приближува многу брзо времето за крај од емисијата. Сакам да ти подарам еден мој превод, бидејќи ти исто се бавиш со превод од англиски, ова од шпански. Знам дека и тој дел ти е битен во животот, но мене ми е битно да ми кажеш пред крај дека нешто за она, дека си автор на сценаријата за 2 долгометражни филма. Тоа е нешто што многу ми привлече внимание, многу ми израдува. Happy with you, среќен со тебе, и Оаза на лошите усти. Да, тие не се, мислам, не се уште реализирани. Не се продуцирани. Така. И јас во текот на годините сум се обидувал. Сега ќе си треба време за уште една емисија, ама еве ќе се многу е потешко да се работи во филмската сфера кај нас, затоа што се доста затегнати, лимитирани шансите. Еве сега вака ќе звучам во име на времето што го имаме, инаку јас знам и да зборувам повеќе од ова. Не е лесно да се дојде до простор, до шанса за да се филмува нешто, но сепак јас никој пат не се откажувам и натаму ќе се трудам. Едното е приказна за една посебна професија, Happy with you, која што потекнува од театарска пиеса, од драма која се вика Игралиштето на Марко. Happy with you е всушност агенција кој што изнајмува луѓе како пријатели. Тие и луѓе кои што ги пишуваат домашните на децата, им ги плаќаат сметките и така натака. Во Јапонија се разви професијата, тргна од недостаток на роднини по свадби, па преку еден човек кој што глумел како кум и има доживеано многу голем бум професијата до невиден степен, таму дури изнајмуваат бубамари и мачки по барови на луѓето. Постои голема осаменост можеби во нашето општество, ајде чука сега можеби посилно на врата, ама во многу општества осаменоста е уште посилна. Да. И тоа е специфична професија која што практично им нуди на луѓето пријатели кои што симулираат цел однос со нив, но прашање колку се симулира тој однос и колку се поврзуваат со нив. Читав многу интервјуа каде што често се преминува границата. Сега тоа е специфично за таа приказна,
А оаза на лошите усти е сушност една, горлива тема, кај што двајца пријатели по игра на случајот, професор и еден професор македонец и еден студент албанец, наоѓаат американска фондација на која што е битно да се сними документарец за кохабитација, односно соживот во некоја мултикултурална рурална средина, односно кај што живеат и муслимани и христијани. Прејако. За крај, една реченица, кратко. Мораме да привршиме. Јас, една реченица. Една. Никогаш не се откажувајте од вашите идеи, ама немој да бидете диктатори во екипите и во процесите. Прево. Тоа може да кажам. Ти благодарам многу за интервјуто. Уживав. Исто. Драмата не е она што се случува. Драмата е она што останува кога зборовите ќе се исцрпат и кога ни останува само присуството. Вечерва завесата не се спушта, ова е само почеток на една култура која е многу важно да им се пренесе на најмалите и да се поттикне кај нив љубовта за уметноста и театарот. Не е воопшто едноставно, не е но е многу благородно, затоа што така стануваме гледачи на сопственото дело. Нека ве водат секогаш добрината и добриот вкус за уметноста. Ви благодарам што бевте дел од оваа представа и ви посакувам само убави мигови и денови полни со среќа. Довидување до следното издание на Трафика.